Државата остава на улица 6-члено семејство, од кое 4 члена се малолетни деца. Најстарото има одвој 8 години, а најмалото само 5 месеци. Сите тие во најкраток можен рок станот во кој сега живеат, ако е сопственост на стамбеното предпријатие, мораат да го напуштат. Да излезам од тука, други да дојдат да живеат. И тоа и јас викам дека да одам со децата, не ќе да излезам. Јас сакам тука да се живеам, да ми дадат одобрение да се платам кирија, тоа сакам значи со добар начин да се живеам. Она ми дојде тука са бали ми брка да излезеш од тука да ја слободуваш. Хитно денеска да испаднам, дека да испаднам. Денеска улица ли јас ќе одам со децата? И што имам мајка, татко ми, они не ќатни. Вика прибереј се, гледајте, правите и јас дека да одам со малолетни деца. Поставката на стамбеното е законска и логична, зашто станарите овде се вселени на диво, но ова се одлучиле откако и по една година поднесување барања и жалби за добивање кров над глава, нивниот проблем не допрел до никој. Да си обезбедат сами живеалиште не се мокни, зашто немаат ниту пари, ниту работа. По контиери одеме шишиња собираме, кај има товар, растовар, ечмен, мумуруска, дителина, одам на работа там, од тоа живееме. И одам се мачам таму само за едно парче леп, а могучво да направам друга куќа, нема. Маката со нив денес дојде да ја подели само мајката, односно свекрва. До сите останати, нивните молби не допреа. Ја дојде вчера тука, почна да плаќа децата и син ми, керка плаче. И јас сум плакала и ја дури го гледам на очи и ја плакам. Чак дури срцето ме боле. И глава ме боле. Како сум болна, така се осеќам. Од друга страна, од стамбеното предпријатие појаснуваат дека семејството во станот се вселило неовластено. Станува збор за стан кој е наменет за сместување на деца без родители. Истиот треба да се реновира и да се додели на лица од споменатата категорија. Поради ова ќе се покрене постапка за иселување на дивовселените станари согласно статутарните и законски одредби, појаснуваат од стамбеното.